почитуван председател на Рускиот дел на Македонско-руска меѓународна комисија за трговија, економска и научна соработка, господин Алексеј Груздев, почитуван амбасадор на Руската Федерација, господин Сергеј Александровиќ Безникин, почитувани представници од бизнес заедницата, почитувани медиуми, дами и господа. Ми представува посебна чест да присуствувам на денешниот бизнес форум, кој се одржува во рамки на 9-та седница на Македонско-руска меѓувладина комисија за трговско, економско и научно-техничка соработка помеѓу Република Северна Македонија и Руската Федерација. Денешниот бизнес форум представува добра можност за поврзување на македонските со руските компании од различити сектори, што крајно е важно за унапредување на трговската размена помеѓу двете земји. Руската Федерација е значаен економски партнер за Северна Македонија, особено во делот на земјоделството. Денеска ќе имаме можност да разговараме за сегашната економска соработка, но и за чекорите кои што треба двете држави да ги превземат за зголемување на трговската размена. Токму интензивирањето на економската соработка е воедно и централна тема на сесијата на мешовитата меѓувладина комисија која ќе се одржи утре во Охрид. Заложбите на двете земји се насочени кон одржување на традиционално пријателски односи, низ активен диалог и со тоа темпо ќе продолжиме и во иднина. Последните податоци од Државниот завод за статистика покажуваат дека трговската размена со Руската Федерација бележи висок раст. Во првите 8 месеци од оваа година трговијата изнесува 121,4 милиони долари или за 27,3% повеќе од истиот период во 2018 година. Во исто време, извозот на Република Северна Македонија изнесува 30,3 милиони американски долари, односно 22,7% повеќе од минатата година во истиот период. Најувезувани производи од Руска Федерација во Северна Македонија се метали, производи од нив, природен газ, течен пропан, цигари. Најизвезувани производи од Република Северна Македонија во Руска Федерација се фармацеутските и земјоделските производи. Во периодот јануари-септември 2019 година остварен е извоз на земјоделско-прехранбени производи во вредност од 21,8 милиони долари, наспротив 15,1 милиони долари истиот период 2018 година, што представува зголемување за скоро 44%. Најголем дел од извозот отпаѓа на јаболкото, или 27,2%, праски, домати свежи или разладени, цреши и тутун. Во делот на земјоделството, овие позитивни показатели се резултат и на постојаната комуникација на македонските надлежни институции со надлежните служби од Руската Федерација. Македонските компании ги исполнуваат фитосанитарните барања од Руската Федерација за извоз на македонските земјоделски прехранбени производи на рускиот пазар, односно нашите надлежни органи издаваат веродостојни фитосертификати и лабораториските анализи од акредитирани фитосанитарни лаборатории. Исто така, Агенцијата за храна и ветеринарство имаше интензивна соработка со руската Розельхотнадзор. Очекувам нивната соработка да продолжи во наредниот период со проширување на аранжманот на производи кои се извезуваат во Руската Федерација, како изголемување на бројот на објекти од Северна Македонија кои ги исполнуваат неопходните гаранции за извоз. Почитувани, мене ми е особено драго што после 5 години пауза успеавме да ја обновиме работата на меѓувладината Македонско-руска комисија за трговска, економска и научно-техничка соработка помеѓу Републиката Северна Македонија и Руската Федерација, во која земјоделството представува значаен сегмент во развојот помеѓу двете влади. Како председател на македонскиот дел од меѓувладината комисија, очекувам дека денеска и утре во Охрид ќе се отварат нови насоки за натамошно продлабочување на економската соработка помеѓу двете земји. Воедно се надевам дека и одржувањето на овој бизнес форум
и денешните билатерални средби на деловните представници од Северна Македонија и Руска Федерација ќе ги навестат новите релации во бизнисот и ќе дадат значаен импулс на идната уште поголема трговско-економска соработка. Ви благодарам многу.